Ниту една земја кандидат за полноправно членство во Европската Унија не се судрила со проблеми со какви Македонија си има соочено. Земјава е со евроатлантски аспирации уште од моментот на осамостојувањето, а формално процесот на зачленување започна во 2005 година. Сепак, Македонија во меѓувреме не затвори ниту еден кластер, а дипломатските напори главно беа насочени кон спорот со Грција, а потоа и на спорот со Бугарија. Билатералните спорови со соседите станаа услов за членство во ЕУ. Ние сме најголемото жртвено јагне во овој процес и секако да, ние на друга држава го нема осетено па двојни, тројни, не знам колку аршини поврзано со исполнување за влез во Европската Унија. Актуелната влада е децидна. Историјата и идентитетот се црвената линија која нема да се премине, а уставните измени кои станаа услов поради отстапките на претходната влада би можеле да се случат само со цврсти гаранции од Европската Унија. Во интервјуто за угледниот Политико, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски порача дека Македонија заслужува праведен, предвидлив и кредибилен пат кон полноправно членство. Идејата за измена на уставот стана политички токсична по премногу направени отстапки. Ова е апсолутна злоупотреба на позицијата на една земја членка на Европската Унија. Муцунски посочи дека земјата станала студија на случај за тоа како билатералните спорови може да го попречат процесот на проширувањето на ЕУ. И живувањето врз Македонија и играњето врз, ајде да кажем, и нашата судбина за приемот во ЕУ, огромна кривица има ЕУ, бидејќи постојано наметнува некакви нови критериуми, нови правила, кои во ниеден момент не се јасни и кристално чисти. Деценискиот спор со Грција беше решен со потпишувањето на Преспанскиот договор, кој покрај огромното противење на мнозинството од народот, поранешната влада на СДСМ и ДУИ го потпиша и го спроведе. Таа попусливост и прифаќање на уцени без гаранции и даде ветер на грб на Софија, која на маса ги стави великобугарските идеи кои постојат повеќе од еден век.